Тема на минатата недела, за која што ќе зборуваме во ова издание на Цивил 7, беа хибридните закани. Цивил организираше панел дискусија, разобличувајќи ги дезинформациите, говорот на омраза, лажните вести и другите облици на хибридни закани и нивното влијание за безбедноста и стабилноста на нашата држава. Воедно се зборуваше и за тоа како институциите, граѓанските организации, медиуми можат да влијаат во заштита токму од злонамерените дезинформации и хибридни закани. Она што не поврзува сите како чинители во одбрана од хибридните закани се токму фактите, одговорноста и решителноста. Обштествените чинители кои што презеле одговорност и си ја зацртале својата улога дека ќе промовираат прогрес, факти, информации, напредок, соживот, диалог, разбирање, мора многу повеќе да вложуваат во каузите за, отколку во борбата против. Некогаш тоа е можеби едно исто, меѓутоа секогаш кога зборуваме за против и зборуваме за справување и одбрана и борба со, во суштина тоа е начин на действување кој што многу повеќе заплашува широка јавност, отколку што охрабрува широка јавност на едно проактивно и прогресивно действување. И ние ќе продолжиме да работиме на проверката на факти, особено што гледаме дека за тоа има многу интерес и тоа има многу интерес пред се од социјалните мрежи. Социјалните мрежи се во една таква позиција да сакаат дезинформациите да ги тргнат од своите страници и голема улога за тоа има хибридните закани, има учеството на странски фактори, таа фамозна 2016 година, например, во тоа стана толку многу страшно, имаше една студија во веднаш после изборите 2016 година, каде што се покажа дека 20 најчитани вести со дезинформации биле почитани од 20 најчитани вести кои биле вистините. Сега, проблемот со хибридни закани, хибридни напади, истиве дискусии се јавија пред 10 години и повеќе, да речеме, која беа актуелни сајбер напади, па сега денес мислам хибридни инкорпорираат и сајбер напади, ама се многу повеќе, не само сајбер напади. Исто дискусиите се јавија дали сајбер напади и денес хибридни напади може да активираат правна самоодбрана на државите, класична самоодбрана, секако дека не може да активираат и тоа е главната одлика на хибридни закани, што идат под радарот, што се тие по субверзивни во нивните функционирање методи на и штетата која што прават, за да не може да активираат класично право на самоодбрана на државите. И сега тука остануваат државите со фатени за легално да действуваат. Со рацете им се фатени како правно да действуваат дозволено. На крај, клучно за ефективно справување со дезинформациите е да се сватат политичките цели на субјектот, тоест целите на субјектот од кого потекнува заканата и да се свати поширокиот контекст. За ефективно справување со дезинформација, тие не треба се согледат изолирано, туку во корелација со активности и настани во политиката, економијата, одбраната и граѓанското општество. А тоа пак укажува дека и борбата против дезинформација треба да биде дел од еден координиран и сеопфатен напор на власта и граѓанскиот сектор. Оваа борба треба да вклучува и меѓународна соработка, која ќе вклучува размена на знаење и информации и заедничко преземање други активности. Заклучокот од панелот, како што пишува и Џабир Дерала во еден од своите едиторијални посветени на оваа тема, е дека во борбата со хибридните закани нам треба да не определуваат точните информации и вести, што тие представуваат за нас, што е суштината на настаните и процесите и кој е нашиот одговор кон таа црна пропаганда со која тие се препратени. Зошто да не биде за и зошто да не биде светло наспроти мракот кој го носат подрумите, подземјето кои произведуваат лажни вести, говор на омраза, митови, заговори и други облици на црна пропаганда и хибридни закани против демократијата. Хибридните закани, сајбер нападите, борбата против дезинформациите, говорот на омраза и лажните вести не е ништо ново на нашето поднебје. По продолжение ќе погледнеме како за краток временски период тие еволуирале, дали менувањето на стратегијата или пак членството во НАТО придонеле кон успешно справување со хибридната војна. Од
27 март, од март оваа година сме членки на НАТО и почнавме да добиваме прилично обилна помош и поддршка од другите сојузници во НАТО, затоа што хибридните напади се дефинирани како во групата на најголемите закани сега и за НАТО како алијанса. Ние бевме како држава предмет на сериозни хибридни напади во серија со висок интензитет прв пат за време на референдумот 2018. Меѓутоа тогаш уште не бевме внатре во алијансата, добивавме некаква поддршка на билатерално ниво, но не таква каква што добиваме сега. Тоа во последно време, како што се забавува наше водење кон Европска. Безбедносните предизвици со кои се соочувавме пред пандемијата не исчезна. Ние се одзиваме и на хибридните и на сајбер заканите, вклучувајќи ги и дезинформациите кои што намета ги имаат нашите институции, нашите вредности и нашата демократија. Така што јас мислам дека Македонија го нема тој капацитет да влезе во истрага и разобличување на евентуален таков хакерски напад, но мислам дека оние друг тип на одбрани, бидејќи Македонија за следи членка на НАТО, ќе биде важно да се види што и како се прави. Нови перспективи се очекуваат и од долго очекуваните преговори за членство во ЕУ. Спорот со Бугарија мора да се реши, а минутонаделната македонска дипломатска офанзива пред самитот на ЕУ што ќе се одржи на 22 јуни, само ја засили желбата што поскоро да се навлезе во преговарачките рамки. Посетата на премиерот Зоран Заев на самитот на Западен Балкан што се одржа во Австрија и неговата средба со австрискиот канцелар Себастијан Курц беше можност да се упати порака дека иднината на Западен Балкан е во ЕУ како што иднината на Европа е со Западен Балкан. А тоа е возможност за приклучување на Северна Македонија во европското семејство. Секој разговор за едината на Европа, без автентичното место на Западен Балкан, кој природно е составен дел од таа иднина, е безсмислено. Затоа го пренесувам тоа што го кажав и на самитот, да ја направиме заеднички 2021 година, како година за паметење, година во која ќе биде направен силен исчекор напред со почеток на преговорите за Северна Македонија и Албанија, јасен европски прогрес за Србија и Црна Гора, како и чиста европска перспектива за Косово и Босна и Херцеговина. Така ќе се испрати силна порака до граѓаните на регионот дека Западен Балкан е нераскинлив дел од Европската унија. За крај одзивот на извршната одредба на американскиот претседател Џо Бајден не стимна ниту минатата недела. За нас беше важна неговата средба на маргините на самитот на НАТО со премиерот Зоран Заев, но не помалку важна беше и неговата средба со рускиот претседател Владимир Путин. Политиките и односите што ги водат САД и Русија влијаат и на балканските политики, а во нашиот контекст руското влијание влијае и на безбедноста, меѓутоа и на степенот на тоа колку ќе биде голема борбата против хибридните закани, дезинформациите и лажните вести.